Што сите прсти на раката не се исти, сите луѓе не се исти, треба да поготово да се даде шанса на нови луѓе. Извини, вака што ќе ти кажам, тоа е навредливо кој ќе кажеш сите се исти луѓе. Така веројатно. Сите се исти. Значи има добри луѓе, има лоши луѓе. Некој ако убиец, не сме сите убици. Некој ако краде и ако лажи, не лажат сите и не крадиме сите. Значи има добри луѓе, има подобри луѓе, има најдобри луѓе, има лоши луѓе, има најлоши луѓе, но не можеме сите исто да бидем. Јас и ти не сме исти. Не зборувам само о честност и хуманост, Така. и во квалитет и стручност не сме сите. Стручак си е стручак за некоја област. Не може врвен, да речеме, стручак во кој да е област, дали е медицина, образование, дали е во, да речеме, економија, право, да кажеме сите адвокати се исти, сите суди се исти. Не се сите суди и адвокати исти, не се сите јавни обвинители. Ние знаеме дека има суди и криминалци, но јас верувам дека повеќето суди не се криминалци. Само едно што му замерувам на тие суди што се честни, што не ги пријавуваат овие криминогени колеги, нивни суди. Исто и за јавното обвинителство, исто и во полицијата. Све нешто као го знам, овај се занимава со мито, не е квалитетен, не е криминалец, а е судија. Па пријави го, бе, човече. Пријави го, а можда и си мислат нема каде да го пријавиме, затоа што ако го пријавиме негде е потребно од овие криминални политички структури кои што, им одговара нивните пријатели суди баш да не бидат поштени, затоа што ако е судството честно и поштено, ќе ги затвори сите овие што се скоро на власт. Дали продолжува партизацијата на оваа наша Република Македонија? Би ве запрашал, најнов случај е тоа што Тетовската болница, вработените во Тетовската болница, кои се впрочем по договор на дело, обвинија дека на најновиот конкурс за вработување биле партиски некои си луѓе вработени што не ги ниту познаваат, а не луѓе што работат со години таму. Продолжува ли впрочем партизацијата преку Тетовската болница на Мала Врата? Не само што продолжува, таа никогаш не престанала. Значи, ние најголема штета во Македонија е вработувањето партиско. Ние што, како демократи, ги викаме тие политички криминални вработувања. Тоа е уништува нашата држава, тоа уништува нашата економија, тоа уништува нашето здравство, образование, економија, сегде. Значи, ти вработуваш луѓе кои што не се квалификувани. Тоа е исто кога да вработиш во хирургија или гинекологија, или не е битно во кој оддел во здравството, најнеквалитетни лекари, медицински сестри, кои што купиле дипломи учени не доучени, и одиш таму да се лечиш. Колку луѓе ќе умираат, статистички зборувам, колку луѓе нема да бидат излечени, колку луѓе биле болни, можеле да се спасат, бидејќи нема кој да ги лечи како треба, се креира уште поопасна ситуација, тие луѓе со текот на времето стануваат поболни. Верувај ми, а тоа ти го знаеш, дека ние во Македонија мора да спречиме овие политички, така изгледа као нешто наивно, политички вработување, партизација на институциите. Тоа е тежок криминал. Па треба да се донеси закон, човече, да биде тој вработувањето да се исфрли. И секое политичко партиско вработување, што викам криминално вработување, да биде осудено. Да има затворски казни, високи затворски казни. Да се спречи тоа. Се знае како треба да се вработува. Единствен услов за вработување е професионалноста, стручноста, искуството. А не, ајде ќе правиме као што предлагаат некој како Али. Ќе правиме јас коалиција само со тие што ќе го вметнат балансерот. Што е балансерот, демек, ајде ќе имаме толку македонци, толку албанци, толку власти, толку турци во јавните администрации. А таму, пример ќе земам во некоја јавна администрација, можда нема квалитетни македонци, нема што да се запослат. Не може по националност, по вера, по религија, некоја си правична застапено што ја туркат сега ова власт. Нема да биде балансер, па ќе биде некоја правична застапено закон ќе се носи. А бова е лудница овде. Трајче, за жал, ние Македонија по полека несигурно ја уништуваме со тие партиски, политички, јас што викам криминални вработувања. Тоа е, веруваме, на големо злосторство. Замисли, дали би ти сакал да се лечиш кај лекар или некој во автобус да те вози
бидејќи е партиски вработен, а појма нема ни добар шофере, ни добар лекар да те лечи. Па да изгинеме. Па ќе изгинеме по патиштата, а ваму ќе те умри тој лекар, или ќе те влечка, како што се случува во здравството, веќе ни е тотално уништено. Па колку луѓе гледате што ни се случува низ Македонија, како ни умираат, почувајќи од најтешко болните во канцер и онкологија, па завршувајќи до еден грип ќе те фати, на настинка ќе те фати, ќе ти искомплицира, ти ќе свршиш работа, затоа што ти дал погрешен лек или не те третирал за вистинските проблеми. Дали последниот брат, заради тоа што имаме неколку прашања од нашите гледачи, би сакал да прочитаме едно од тие, а вели дали последниот бран на поскапување и месечната инфлација од 4% значат дека македонците полека стануваат најсиромашната нација на Европа. Ние сме повеќе години најсиромашна нација во Европа. Да те кажам зашто? Затоа што повеќе од 100.000 пензионери денес земаат пример околу 20.000 денари пензија. 20.000 денари пензија, никој со тие пари не може да живее број еден. Дека минималната плата е 24.300. Имаме 100.000 луѓе кои што земаат минимална плата. Да не зборувам дека имаме луѓе невработени, 20-30%, ако велат дека си 11 или не знам колку невработени. И кажи ми ти со минимална плата од 24.300 додиш секој ден 5 дена на работа или како што се продавници по 6 дена, по 8 часови, душа да ти излези од работа и да земаш 24.300, а што велам, тие се платени за да не одат на работа. Оти ти ако одиш на работа, не само што киниш чели, нешто треба таму да трошиш за јадење из облека, како ти, кажи ми, на 24.300 си извинувам, ќе живееш, не можеш ни да преживуваш, јас не знам како живеат, да, преживуваат, ама како преживуваат, јас не, многу луѓе имам прашано. И никој не ми објаснува конкретно. Тешко ми е, знаеш, од 20 се снајдуваме, како тешко кога за струја ќе ти дојди 5, 10, 15.000 месечно да потроши струја. На парно, ако се грее, зависи од стано, може да ти биде од 1.500, 2.000 до 3.000, 4.000 месечно, секој 12 месеци. Да не зборувам за други трошоци што имаме. Значи, едно одење на лекар во приватна болница. Еве, јас сум, одам, пример, речиме, во приватни, не одам во државно. Еден преглед е 3.500. После ќе ти дај некој лекчина, ако ти дај лекчина 3.000, 2.000, 5.000, ти не се на приоритетна листа. Така да кој може да се лечи во приватни болници, луѓе само што имаат пари. А ова другото, ние луѓето што немаме пари, зборувам, не се ставам јас во нив што немам, ама сакам во множина да го кажам, луѓето што немаат пари, тие како живеат? Значи ние во Македонија пропаѓаме, пропаѓаме на длабока црна дупка од која што, ако продолжиме вака, и ако гласачите, нивни, не нашите, ако нивните гласачи излегуваат и гласат за овие криминогени структури, кои што 35 години не уништуваат, а нашите гласачи, гледам дома си седат, мислејќи дека демократи ќе победи на овие избори и ние ќе имаме наредни, не знам кога ќе бидат изборите за парламентарните избори, дека ќе имаме многу пратеници, се лажат. Треба да излезе овој народ и да гласа за честни луѓе како што се демократи. Само така ќе промениме работите. Нема повеќе оправдување. Не може, ами исти се сите, ми е гајле, јас веќе сум нервозен, не сакам за никој ме разочара и така. Стално некој оправдување. Извини. Но навистина можно е да те разочараат исти луѓе ако гласаш. Те мурто, те курто, но треба нешто да се промени за да дојдат нови луѓе, не? Затоа велам да се гласајте за демократите, еве на порака на сите му пуштам, затоа што една работа ја кажам, ама секогаш. Ние сме честни, ние не сме политичари, ние сме принудени да се занимаваме со политика, бидејќи свативме нема кој ова работа да ја промени.